Поздрав до сите, благодарам до новинарите што се денеска овде, благодарам до регионалната комора овде во Прилеп, која што ни овозможи можност да разговараме за економските политики на целиот овој Прилепско-битолски регион, така да го кажам, многу значаен за нашата земја. Како што знаете, држиме сериозни консултации со економските чинители или оператори во нашата земја пред приватниот сектор, заради тоа што веруваме дека имавме успешна соработка досега, а димензионираме еден нов 4-годишен период во кој што очекуваме оваа соработка да расте, да биде попродуктивна, заради тоа што нашата земја е веќе со решени прашања во делот на стратешките определби НАТО, Европска унија, прашањата со соседите се заокружени, концептот едно општество дома е заокружен. Останува еден период каде што треба да работиме сите заедно, здружени со заеднички сили на севкупна внатрешна трансформација на нашето општество. Се надевам низ поглавјата, онака како што тоа го правеле многу земји, аспиранти за членство во Европската унија и на економијата. Тие се двете теми на кои што ќе има сериозни дебати во периодот не само до изборите, пред се после изборите. Денеска сме овде да разговараме за деталите на овој наш значаен централен регион во државата, каде што имаме сериозни компании кои што сериозно го полнат нашиот државен буџет, дават плати на нашите граѓани, се извозно доминантно ориентирани и секако ја представуваат нашата економска структура. Деталите регионални кои што ќе ги разговараме се однесуваат пред се на административни проблеми кои што можеме да ги олесниме, тргнување на парафискалните давачки, за кои што многу често зборуваме со самите комори, со стопанствениците низ државата, но и подршките кои што треба да растат, заради тоа што сакаме компетативноста на нашето домашно производство да биде се поголемо, се позначајно, кое што дефинитивно на крајот представува и дополнителна примамливост за младите да останат овде, да наоѓаат полесно работни места, а секако и се работи за поквалитетно платени работни места. Сите оние мерки кои што досега ги спроведовме беа навистина слушање од страна на стопанствениците, кои што беа укажани кај нас. Драго ми е што мерката за субституција на растот на платите преку субституцијата на придонесите е широко прифатена од општеството. Верувам дека на пресекот на крајот на февруари месец ќе излеземе со еден податок на сериозно порасната просечна плата во државата. Минималните плати покрај со синдикатите ги утврдивме заедно со коморите, но истовремено и севкупните подршки преку фондот за иновации, кој што еве 57 пати дава поголема подршка отколку пред 2,5 или 3 години, како што тоа беше овозможено, ги даде првите резултати, се јавија сериозни стартап компании, постојните компании аплицираа во државата и слично, за да може секако да по пат на креативноста, иновативноста и својот технолошки развој ги унапредат и својот дел на продуктивноста, компетативноста на своето производство, но и преку тоа отвараат и нови работни места за нашите граѓани. Но денеска сме овде да разговараме и за други аспекти значајни за развојот на целиот овој регион. Денеска ќе отворам прв пат темата по повод идејното решение за автопатското поврзување Велес-Прилеп-Битола. Денеска е со нас идејното решение кое што го носиме, изготвено. Зборувавме со министерот за транспорт и врски, ќе ги каже деталите. Се работи за определба која што останува на државата во делот на автопатските решенија, би ја нарекол скоро единствена од ваков обем. Се работи за проект некаде вреден околу над 600 милиони евра, која што имајќи во предвид дека Источна Македонија е автопатски решена, Западна Македонија ја решаваме со патот Кичево-Охрид. Знаете дека продолжува Кичево-Гостивар проширувањето и останува централниот дел на нашата држава, кој што не е важен само за Прилеп, важен и за Скопје и за Велес, важен и за Битола, но и за Ресен и за Охрид. Така да јас како струмичанец ми треба 3,5 сата да дојдам до Охрид, а при едни вакви решенија тоа ќе се намали на помалку 2 часа, односно за мене е поблиско, како струмичанец зборувам, да стигнам до Егејското море, односно до Солун, за саат и пол време, или за 4,5 сата до Бугарското море или до Црното море, 3,5 сата ние до Охрид. Ви кажувам само паралелите да знаат граѓаните колку се важни ваквите централни магистрали, кои што мораме да ги направиме. Државата е со сериозен финансиски капацитет. Навистина презентирани се податоците со преку 700 километри патна мрежа развиена само во последните години, пред се рехабилитација и изградба и на новите патни решенија од локални, регионални, магистрални
патишта кои што ги градиме, ние веруваме преку развиена добра инфраструктура, создаваме дополнителна мотивација за поголема компетативност, поголеми апетити за вложување на самите компании, повлекување на кредити, инвестирање во производствени капацитети, кое што дефинитивно представува нешто кон кое што треба сите да се стремиме. Дефинитивно, уште членството во НАТО и во очекувањата на почеток на преговори со Европската Унија ги донесоа првите економски бенефиции во државата. 2019 имаме раст на севкупните приходи во буџетот на нашата земја повеќе од 7%, јануари го завршивме со повеќе од 7,5%, во споредба со јануари 2019 година, февруари веќе тие проценти растат. Тоа е благодарение на нашето домашно стопанство, кој што редовно ги плаќа секако своите давачки, ги плаќа платите кон граѓаните, со растот на платите растат и придонесите во фондовите и за пензиско и за здравство. Тоа значи дека имаме нормална земја, подготвена, да се втурне во поглавијата, каде што низ милиардите кои што ги очекуваме во помош на економијата од Европската Унија можеме и како да ги акцелерираме или забрзаме сите наши економски активности во државата, а со тоа да ја постигнеме конечната цел. Се што досега се работело е заради повисок економски стандард на нашиот народ. Благодарам, останувам на располагање на вашите прашања.